Испревртена приказна е името на театарската представа, која учениците заедно со своите ментори ја подготвија по повод чествувањето на патрониот празник на Основното училиште Кирил и Методи. Како што напомена директорката Анита Мирчева, чествувањето на патронот трае цел месец, проследен со низ активности, а театарската представа е круна на трудот. Има голем број на активности, започна од 4 мај, завршуваат денес на 31 и сите тие се во чест на нашите просветители и нашиот патронен празник, нашиот роден ден, бидејќи сме исклучително горди, оваа година славиме 159 години од воспитно-образовната дејност. Со тоа сме исклучително докажани дека сме едни од најстарите училишта во државава, па и многу пошироко од државава, а бидејќи оваа година добивме признание за едно од 8 најквалитетни училишта во државава, мислам дека се по себе веќе си кажува во однос на тоа како и колку време постоиме и се докажуваме во воспитно-образовниот процес. Иначе имаме поголем број на активности. Започнавме со игри без граници, кои што беа организирани со нашите ученици од прво оделение и децата од градинките, од сите објекти на градинката Димче Мирчев. Огромен број на активности во кои што учествуваа учениците целиот месец и на крај ја завршуваме со една прекрасна театарска представа традиционално. Ние како училиште сме едно од ретките училишта во државава кои што се вклучени во еден проект што се нарекува популаризација на театарот во училиштата. Од нашата општина сме единствени. Љубовта кон глумата учениците ја покажуваат преку низата театарски представи кои ги имаат презентирано пред велешката публика, иако аматери сепак професионални во својата улога. Желбата секако уште од мала ми е за да глумам, уште од 4-то оделение. За оваа представа не ни требаше многу за да научиме. Имавме секако поддршката од нашата директорка, од наставниците и со сета нивна помош се случи во оваа прекрасна представа. Јас глумам дете и потоа детето се претвара во Снежан. Оваа представа најавуваат од Основното училиште Кирил и Методи дека ќе биде поставена уште неколку пати, се со цел што повеќе велешани истата да ја проследат. Почитувани гледачи, веќе од прилогот може да забележите дека станува збор за моите денешни гости кои што доаѓаат од Основното општинско училиште Свети Кирил и Методи. Тука со мене се учениците од ова основно училиште и секако наставникот по македонски јазик Менче Андреева. Добро утро и добре дојдовте во нашата утринска програма. Добро утро за вас и за гледачите на К1 телевизија. Наставничке, она што вчера се случи во салата Бели Мугри беше изведбата на представата Испревртена приказна. Нешто повеќе видовме и од прилогот, односно сето она што го кажа директорката Анита Мирчева, но еве да ни кажете исто така и вие од ваша гледна точка што се случуваше вчера на сцената на салата Бели Мугри. Така, значи традиционално изминативе неколку години училиштето по повод својот патронен празник подготвува меѓу другите активности и театарска представа. Значи театарската представа која што се одржа синоќа беше како завршна манифестација за сите активности кои што го одбележуваа патрониот празник во текот на месец мај. Меѓу другите активности, значи беше оваа театарска представа како круна на нашиот патронен празник. Представата се одвиваше, значи, во текот на овие изминати 2 дена. Беа представени, значи, прво 2 представи за нашите ученици, а потоа и вчерашната представа, за учениците се разбира, меѓутоа и за други гости со кои што го прославивме патрониот празник. Да, велете, уште нешто има да се додаде? Па би сакала за театарската представа да кажам нешто повеќе. Ја подготвувавме во текот на изминатиот месец. Се разбира напорна работа на наставничките по македонски јазик. Значи македонистите од нашето училиште секако под менторство на нашата директорка, секако како македонист. Тука се исто така и нашите вредни ученици кои секако нивниот талент е најзаслужен за оваа театарска представа. Би сакала да кажам дека театарската представа од почеток до крај ја подготвивме сами оваа година. Текстот го пишувавме сами, исто така македонистите со менторство на нашата директорка, режијата беше на директорката, костимите се потрудивме да ги направиме сами, исто така и сценографијата на нашиот наставник по ликовно образование Илчо Стојановски.
Така, сето тоа изгледаше многу добро синоќа на сцената од салата Бели Мугри. Навистина сте иновативни и секако она што можеше да се забележи дека представата беше убаво прифатена и од страна на публиката. Така, па се трудиме секогаш темата која што ја обработуваат представите кои што ги правиме, да биде нели тема која што ќе ги опфати учениците, тема која што ќе биде едукативна за нив, од која што ќе можат да научат нешто повеќе и се надевам пред се дека беше и комична, дека ги забавуваше гледачите и дека беше интересна за гледање. Да, интересно беше тоа што беше представата доста интересна и прифатена исто така и од младата популација, да, а и од возрастните. И од возрастните, секако тоа се гледаше по реакцијата на публиката, која што за нас беше најголема награда. Значи, не само аплаузот, нели, туку и самата реакција на публиката, нели. Додека траеше представата. Додека траеше представата, беше за нас најголемо признание и награда. Основното училиште Кирил и Методи е едно од најстарите училишта во нашава земја, па да ни кажете нешто повеќе и за самото училиште. Така, ние веќе неколку пати гостуваме во вашата емисија. Еве, овој пат, нели, повторно ќе кажам дека нашето училиште е едно од најстарите училишта во државата. Оваа година прославуваме 159 години од постоењето на училиштето и за сите овие години наставата се одвива непрекинато во нашето училиште, значи воспитно-образовниот процес се одвива успешно и без престан. Значи, училиштето започнало со работа во 1857 година, значи како еден метох, кој што е дел од нашиот град, меѓутоа подоцна се развива во училиште, нели, кое што продолжува со воспитно-образовниот процес се до денес. Горди сме на сите ученици кои што поминале низ училишните клупи. Тука би ги споменале, значи, познатите Петре Прличков, многу културни дејци, многу спортски нели доајени, тука и нашиот градоначалник Славчо Чадиев, Пепи Манасков би го спомнала и многу други. Михил, ти веќе подолго време си дел од драмската секција во твоето училиште. Ти имаме видено и на голем број представи каде што глумиш, па која беше твојата улога во вчерашниот настап? Па на вчерашната представа имав улога да одглумам дете, 6-годишно дете по име Дубара, и моја задача беше цело време на представата да бидам до мојот газда, и јас на представата имав мала говорна мана. Она што беше говорната мана дека С ја велеше Ш, а З ја велеше Ж. И Ц, Ч. И Ц, Ч. Така, тоа звучеше доста интересно од твоја страна. Како се снајде со оваа улога? Ти беше ли тешко да ја одглумиш? Имав мал проблем додека можам додека убаво ги изговарав буквите, затоа што се бунев на пробите, изговарав С, не велев Ш, но со долго овежбање успеав на крајот да го одглумам како што треба. Така, сето тоа на крај изгледаше прекрасно. Иво, да, интересно. Иво, исто така ти да ни кажеш која беше твојата улога на вчерашната представа? Мојата улога на представата беше дете со второ оделение кое не учело никогаш и го зима Дубара како свој помошник и одат да крадат, но не се баш успешни во тоа и на крајот, кога ќе ги фатат, се договараат да одат на училиште и да учат. Исто така и ти си веќе подолго време дел од драмската секција во училиштето. Во колку представи до сега и во кои представи имаш одглумено? Па, до сега имаме одглумено во повеќе представи, како лани што беше Царче Жарче представата, Итар Пео, оваа представа и многу други. Зошто одлучи да бидеш дел од драмската секција? Па, од секогаш мајка ми сакала театар, а исто и сестра ми. И кога бев помал, многу ме носеа на комедии да гледам во театарот и затоа засакав да застанам на сцена и јас да направам луѓето да се смеат. Така, од таму се роди желбата. Михил, од каде се роди желбата и ти да бидеш дел од оваа драмска секција?
Уште во трето оделение добивме сите заедно желба да направиме на театарска представа која ќе ја покажеме на нашата директорка со помош на нашата наставничка Вангелица Дрнкова. Направивме представа и оттаму директорката вида дека ние имаме талент за драма и во четврто оделение прв пат испаднавме на големата сцена за нашиот патронен празник. Наставнички, освен со оваа представа, со какви се други активности учениците го одбележаа патрониот празник на училиштето? Така, значи патрониот празник на училиштето беше одбележан најнапред со еден литературен конкурс кој што беше објавен на тема Волшебниот детски свет нема граници. Повторно, нели, посветена на децата и на нашите ученици, убава обширна тема на која што по повод, нели, овој литературен конкурс во нашето училиште пристигнаа литературни творби, како поетски, така и прозни, од сите училишта во градот, од сите училишта во нашата општина. Значи, ни беше многу тешка задачата да одбереме, нели, да ги одбереме оние кои што најмногу ни се допаднаа, да речем, кои што беа најдобри творби. И еве оваа прилика ја користам да им честитам на наградените, да ги охрабрам учениците да продолжат и понатаму да пишуваат. Значи, тоа беше првата манифестација со која што се одбележа патрониот празник. Потоа, освен литературниот, значи имавме и ликовен конкурс на истата оваа тема, Волшебниот детски свет нема граници. И овде беа вклучени и градинките, значи беа вклучени и децата од градинките. Тие учествуваат на многу наши активности, спортски игри, учествуваат и на ликовни, на ликовни конкурси, исто така учествува и на овој ликовен конкурс. Нивните творби, нели, ликовни се секогаш добре дојдени. И би сакала еве овде и нив да им се заблагодарам за упорноста, за активноста која што ја завземаат секогаш во нашето училиште и секогаш е одзивот голем. Неодамна се одржа и хуманитарна акција каде што чии средства беа наменети за правење на копаничарска работилница која што ќе биде дел од основното училиште Кирил и Методи. Од каде дојде идејата за да се направи токму таква копаничарска работилница? Така, значи во рамките на нели сите активности кои што се одвиваат во нашето училиште уште на почетокот на годината, од сите активи беа изделени повеќе проекти, односно започнаа работа повеќе проекти. Како дел од овие активности, од овие проекти произлезе и проектот, нели, за создавање, односно за основање на една копаничарска работилница во рамките на нашето училиште. Оваа копаничарска работилница секако ќе биде под раководство на нашиот наставник по ликовно образование Илчо Стојановски. И со сите активности, нели, со поддршка се разбира голема поддршка од нашата директорка. Копаничарската работилница нели, започна да се основа, меѓутоа секако беа потребни средства, така дојдовме до идеја да се организира една хуманитарна акција во која што ќе учествуваат нашите ученици. Значи, на оваа хуманитарна акција која што се одржа на хотелот Романтик, значи беше организирана модна ревија. Значи, исто така тука настапија и нашите ученици кои што играорците, кои што добија гран при на меѓународниот надпревар во Србија оваа година. Сметате ли дека преку оваа копаничарска работилница децата, односно учениците, ќе научат нешто повеќе за минатото, нешто повеќе за традицијата, за сето она што го работеле нивните дедовци, прадедовци, за сите оние занаети да ги научат преку оваа работилница? Секако дека е навистина интересно, идејата е ќе си дозволам да кажам оригинална. Верувам дека учениците ќе бидат заинтересирани и сега се навистина заинтересирани, нестрпливи се да се основа работилницата, да видат како се работело некогаш, да бидат и дел од тоа што, нели, тие ќе изработат. Секако и наставникот ги охрабрува дека ќе можат сите да пробаат што се заинтересирани, да видат како изгледа, нели, овој стара занает. Исто така се разбира и ние останатите наставници сакаме да видиме како ќе започне таа работилница и се надевам дека ќе биде успешна. Така. Дали и во иднина се организираат некои хуманитарни акции?
Па да, во тек е хуманитарна акција за собирање на стара облека, нели облека која што може да ја донираат нашите ученици и нивните родители, и таа ќе биде наменета на оние кои што најмногу ќе им биде потребна. Значи, овакви хуманитарни акции во нашето училиште постојано се организираат, тука нема да запреме. Значи, исто така знаеме дека досега сме направиле многу со тие хуманитарни акции и ќе продолжиме и понатаму. Бидејќи основното училиште Кирил и Методи важи за доста успешно училиште, што мислите еве вие како наставник, колку наставниците допринесуваат за успех на овие ученици? Па секако дека наставниците најмногу допринесуваат, се разбира тимот кој што работи во училиштето, наставниците со своите активности, со своите идеи, гледате со сите проекти кои што ги работиме. Значи, во текот на оваа година, не само со проектите, и со сите хуманитарни активности, со односот спрема учениците, со воспитно-образовниот процес кој што го спроведуваат, и пак ќе речам пред се со нивната креативност. Би кажала овде дека во текот на оваа година се организираа повеќе проекти, тука ги вклучуваме секако и градинките, тие постојано учествуваат и другите училишта и секако сме задоволни. Би кажала за проектите дека во рамките на сите активи во училиштето имаше организирано повеќе проекти. Значи, тука беше проектот за популаризација на театарот во училиштата кој што го организираа македонистите од нашето училиште. Потоа имаме исто така еден проект кој што го организираа историчарите. Тоа беше проектот Патуваме низ историјата, мислам со таа тема. Потоа исто така наставниците по математика има еден проект кој што се нарекуваше примена на геометриските тела и фигури. И сите овие проекти беа презентирани на една манифестација која што беше дел од прославата на патрониот празник. Значи, како нашите ученици, така и останатите гости кои беа поканети од другите училишта имаа можност да ги видат презентациите на проектите и сето она што се работеше во текот на целата година. Тука да не го забораваме проектот на наставниците по англиски јазик и проектот по биологија за развојот и животот на пастрмката. Може да се забележи дека станува збор за голем број на проекти кои што се реализираат во училиштето. Така. Кога зборуваме веќе за успехот на учениците, мораме да го споменеме и успехот на Бојан Димовски. Тој учествуваше на Олимпијадата по математика, таму се здоби со брозен медал. Па дали Бојан може да ни кажеш за каков надпревар стануваше збор? Значи, јуниорската македонска математичка олимпијада се одржа во Скопје на Универзитетот ФОН на 28 мај 2016 година. Учествуваа 54 ученици од целата држава, поделени во две категории. Категорија А – момчиња и категорија Б – девојчиња. Имавме 5 задачи за кои имавме прилично доволно време. Значи, имавме 4 часа и 30 минути за задачите да ги решиме. Ти беше ли тешко додека ги решаваше задачите? Бев доволно спремен и сметам дека не беше веќе. Така и тоа што си освоил бронзен медал зборува дека си бил доста подготвен и успешен за да ги решиш тие задачи. А како се подготвуваше, како течеше процесот на подготовка за овој надпревар? Значи, се подготвував, на ово посветував неколку часа во денот, вежбавме, но сето тоа го изведувавме нас да не биде поинтересно, поедноставно и полесно. А кој ти помагаше додека се подготвуваше за надпреварот? Вежбавме исклучиво со мојот ментор и наставник по математика Вера Цветкова. Така и се подготвувавте за време на часовите за овој надпревар? Да. Како се снаоѓаш со сите овие обврски кои што ги имаш и со редовната настава во училиште? Стасуваш и да постигнеш се? Па да, сметам дека правењето на планови од денес за утре, организирањето на моите обврски, да знам што сум завршил денес, што ми останало за утрешниот ден и секако соработка со нашите одлични наставници.
Браво, тоа доста во животот ќе ти користи да си правиш план од денеска за утре, така ќе бидеш поуспешен и поорганизиран. Иво, истото прашање и за тебе, како се снаоѓаш со сите оние обврски кои што ги имаш и на училиште? За глумењето и за на училиште многу ми беше лесно. Глумењето е нешто што го правам од што го сакам. И така многу брзо стасував и со обврските за на училиште. Михил, како стасуваш ти со обврските на училиште? Најчесто останувавме на дополнителни часови, по оние попроблематични предмети како хемија, математика и со вежбање дома лесно успевавме да стасеме и за на училиште, но и за драмата. Станички неодамна во училиштето се одржаа и 2 презентации каде што беа наменети за сите проекти кои што се работеле во текот на годината. Зашто конкретно стануваше збор? Така, значи сите проекти кои што ги спомнав беа презентирани во 2 наврати, значи во првиот наврат може да ги проследат сите поканети кои што беа дел од доделувањето на наградите за литературниот и ликовниот конкурс и сите наши колеги кои што беа поканети од другите училишта од градот. Меѓутоа, пред неколку дена исто така презентациите за проектите решивме да ги презентираме одново за да имаат можност да ги проследат сите ученици, бидејќи учениците беа поделени, се разбира, во различни проекти, за да имаат можности повеќе ученици да учествуваат. Така што учениците имаа можност да ги проследат проектите, да видат како се работело и да научат, се разбира, од нив нешто повеќе. Тука би спомнала дека меѓу другите проекти беше презентиран и проектот за популаризација на театарот во училиштата и темата на овој проект поточно беше посветена на културните дејци кои што се дел од театарската уметност, меѓутоа кои потекнуваат од градот Велес. Значи Јордан Хаџиконстантинов Џинот и ликот на Петре Прличко. Овие двајца културни дејци, значи кои што секој со различна активност во рамките на театарот, значи Јордан Хаџиконстантинов Џинот како основач на театарот и како велешанец, а Петре Прличков исто така како велешанец, меѓутоа човек кој што остави голем впечаток со своите театарски улоги на сцената. Учениците беа навистина заинтересирани за овој проект и во рамките на проектот имавме повеќе активности. Значи, прво започнавме со едно истражување, како на интернет, така и во нашата училишна библиотека. Тука ни помогнаа, се разбира, вработените од библиотеката и директорот Игор Крајчев. Потоа, имавме една презентација која им се обрати на учениците директорот Игор Крајчев со своите знаења за овие двајца културни дејци. А потоа ги продолживме активностите од како истраживме, земавме книги, прочитавме точно каде треба да одиме и да истражуваме. Продолживме понатаму со нашето истражување. Значи го посетивме градскиот музеј, значи музејот на град Велес. Таму видовме каде се одвивале училиштата, каде се наоѓале првите училишта, видовме слики од нашето училиште, видовме слики од останатите училишта во градот, видовме каде предавал Јордан Хаџиконстантинов Џинот, каде се наоѓа она училиште кое што го основал тој, старата црква, денешната црква Свети Ѓоргија, Исто така го посетивме театарот. Учениците во текот на проектот имаа можност да проследат неколку театарски представи, да видат искуство од вистински професионални актери, да разговараат со актерите кои што глумат и така натаму. Исто така го посетивме гробот на Јордан Хаџиконстантинов Џинот, ја посетивме спомен бистата и положивме цвеќе на Петре Прличков. И исто така учениците беа запознати меѓу другото и каде се наоѓала куќата на Петре Прличко, каде што тој живеел, на Којник. Повеќето наши ученици потекнуваат од тој дел на градот, меѓутоа им беше можно интересно да видат и да научат каде се наоѓала куќата во која што некогаш живеел Петре Прличко. За своето работење училиштето има добиено и висока оценка. Оваа оценка на што се должи? Секако на континуираната работа, на
еден заеднички тим, нели, на усогласеноста помеѓу наставниците и помеѓу учениците. Се разбира на чело со нашата директорка Анита Мирчева. Значи, минатата година имавме интегрална инспекција и на ова интегрално проверување нашето училиште ја доби највисоката оценка 4. Навистина се гордееме со оваа оценка, бидејќи тоа е едно големо признание за нас вработените, значи за раководниот тим, за директорката, за начинот на менаџирањето на училиштето, а исто така нели едно големо признание и за нашите ученици. И за родителите се разбира, бидејќи тука со интегралната проверка се работи, нели, и за една проверка помеѓу соработката на учениците, наставниците и родителите. Значи, постојано во сите активности што ги споменав беа вклучени и родителите, како во проектите, така и во хуманитарните акции, и во се што работиме, секако се вклучени и родителите. Многу идеи произлегуваат и од нив, многу активности кои што ги превземаме, секако родителите со задоволство учествуваат. Учениците веќе кажаа дека добро се снаоѓаат во сите активности во кои што учествуваат, исто така и во редовната настава во училиштето. Па еве вие како наставник да ми кажете од ваша гледна точка како се снаоѓаат учениците кои што се доста успешни, кои што работат на доста проекти, учествуваат во доста активности, како се снаоѓаат тие со редовната настава? Па искрено, нели, овие ученици кои што се овде денес со нас, учествуваат во многу надпревари, значи имаат добиено многу награди. Меѓутоа, тие самите, нели, беа вклучени и по нивна желба вклучени во рамките на театарската представа. Значи, дел од активностите кои што се изведуваат покрај наставата, значи покрај оние надпревари, глумењето и театарската представа дојде како едно нивно дружење. Верувајте дека тие глумата ја прават со задоволство и нивното слободно време со задоволство го исполнуваат глумејки, вежбајки, нели, подготвувајќи го текстот за театарската представа и така натаму. Значи, тие секогаш ние пред да превземеме некои активности, кога ги вклучуваме учениците, се консултираме со нив, дали ќе можат да го постигнат тоа, каде учествуваат во други активности, пред се за да бидат и повеќе ученици опфатени, нели, во повеќе активности, меѓутоа и да не биде оптоварување за нив за учениците. Верувајте дека тие сакаат секаде да учествуваат, бидејќи се амбициозни, не откажуваат никогаш. Се трудиме колку што можеме да им олесниме и да им помогнеме, се разбира, посветувајќи им внимание, како ментори работиме со нив, ги подготвуваме за надпревари, секогаш работиме, сите наставници работат со учениците пред надпреварот и тука се гледаат и многуте награди кои што ги имаме добиено. Еве овде би сакала да споменам, значи, како последни активности, како последни награди кои што ги добивме е нашето учество на 8-те Марковдански средби на деца и поети во Панонија, Бачка Топола. Значи, бевме присутни неколку наставници со повеќе ученици и учествувавме во повеќе активности. Значи, овие средби се организираат за ученици кои што сакаат да учествуваат во литературни надпревари, учествуваат во ликовни надпревари, потоа има една игра, да ја наречам, односно наречена барање на богатството, потрага по богатството. Имавме ученици кои што учествуваа освен на литературниот надпревар и во потрагата по богатството, ученици кои што учествуваа кои што учествуваа со музички точки, потоа исто така и играорци. Значи, од сите овие активности кои што беа превземени и од сите овие учества, значи ги освоивме, би ги набројала вака следниве награди. Значи, прва литературна награда, ученичката Олгица Лончева, потоа втора литературна награда, ученичката Сара Андреева, прва награда со музичка точка или музикалење, како што го нарекуваат они, и највисоката награда која што ја постигнавме беше од нашите ученици кои што се представија со еден ритмоденс, односно една музичка точка со која што бевме наградени со Гран При.
Значи на овие активности, односно на овие марковдански средби учествуваа ученици од сите бивши југословенски држави. Значи имаш ученици од Словенија, од Хрватска, од Босна и Херцеговина, уште едно училиште од Македонија, повеќе училишта од Србија, бидејќи учествуваа над 2000 деца. И среќни сме што го освоивме Гран Прито како ученици како училиште со најмногу награди на овие марковдански средби оваа година. И би сакала да им честитам на учениците и да им посакам и на сите ученици во нашето училиште да продолжат со своите активности и со наградите. Да се надеваме дека во иднина ќе се нижат овие награди. Па да, секако. Бидејќи уште неколку дена завршува и учебната година, дали на некој начин ќе го прославите крајот на учебната година или пак можеби оние кои што завршуваат 9-то оделение ќе има некоја прослава за нив? Па учениците од 9-то оделение веќе ја направија својата прослава, значи си поминаа прекрасно. Еве јас ќе им честитам јавно, значи полуматура, ќе им посакам да продолжат понатаму со успех, да го продолжат своето школување. Тие го прославија својата полуматура во Охрид. Значи има едновечерна забава и си поминаа убаво, прекрасно, според импресиите кои што ги пренесоа. Така дека си поминале убаво. Прекрасно си поминаа. Она што беше и се случуваше во месец мај беше уписот за првачиња. Како течеше уписот, дали одзивот е голем, има ли доста заинтересирани првачиња за прво оделение? Така, значи задоволни сме од интересот на првачињата. Тоа значи се гледа од интересот е како резултат на она што го работиме во текот на целата година. Значи, ангажираноста на сите наставници во училиштето, раководниот тим и директорката. Значи, тука секако оваа година имаме доволен број на ученици за основање на 3 паралелки и им посакувам успех на првачињата и пријатно школување. И тука сме секогаш отворени за соработка и за сите останати ученици кои што сакаат понатаму да се запишат во нашето училиште и за нивните родители. Јас ви благодарам што денеска одвоивте време и со оглед на тоа дека сте доста изморени од вчерашниот настап на представата испревртена приказна. Ви благодарам што бевте тука, што ги споделивте заедно со нас импресиите и сето она што се случуваше во текот на вчерашниот ден или во текот на изминатите денови со сите оние активности кои што го одбележавте патрониот празник на училиштето Кирил и Методи. Се надевам дека и во иднина исто така ќе бидете наши гости. Ви посакувам многу успех понатаму. Ви благодарам на поканата.